биле малку луѓе, ма сепак успевале да действувате во Грција и во Бугарија. Како тоа успеале да го направат? Тоа се испраќани луѓе. Во Грција да, се развиваат многу. Ама и таму е исто приказна, че таму се познати се како под името организацијата Охрана. Значи тоа е исто организација која што во принцип е местна самозаштита, тие така ја нарекуваат, која што се формира баш по наредба на истиов начин, значи по наредба се формира бидејќи таму знаеме дека ЕЛАС како антифашистичка војска е доста силна, значи не знам, во однос на ЕДЕС, на десничарскиве сили во Грција, мислам 80:20 е размерот, мислам тоа е огромна разлика. Едноставно сфатија и Вермахтот и италијанскава окупација во Грција сфатија дека не можат да туркат таа работа и дека мора да се создаваат вакви десничарски групи. Има во Грција многу, значи кои што се баш национално грчки, не знам, Сегрчки сојуз, ПАО, X има една организација, че се тоа некои фашистички и меѓу кои мораше некако да се најде чаре и за македонциве, македонскиот дел, нели словенскиот дел во северна Грција, може да се инфилтрираат. Да, се инфилтрираат и во принцип тоа го формираат.